Неколку ученици од основното училиште Димо Хаџидимов во Скопје се уште чувствуваат благи последици од минато неделното труење. Полека со помош на лекарите се ке помине, но надлежните институции не треба да го забораваат немилиот и опасен настан. Напротив, труењето со храна и норовирус не смее да се случува во училишта. Секојдневно мора да е отворено прашањето за безбедноста и за хигиената на храната, но и воопшто во училиштата. Постоењето на фекални бактерии на разни површини и ширењето на норовирусот укажуваат на сериозни пропусти во хигиенските практики. Загрозувањето на здравјето на децата е недозволиво. Строги и редовни контроли на хигиената во сите училишта низ Македонија мора да има. Таргетот не треба да бидат само кујните, туку и тоалетите и училниците. Имаме многу надлежни институции кои се дебело платени за да се грижат за учениците. Време е да се координираат и да работат понастојчиво и посистематски. Тие треба пред се проблемите да ги спречат, а не само да реагираат откако ќе се случат. Автопатот Скопје-Охрид засилено се гради. За да го потврди тоа, во две одделни објави на социјалните мрежи, министерот за транспорт Александар Николовски објави видеа. Најпрвен објави видео како се решаваат косините на најтешкиот дел од трасата после Кичево, а утрово објави дека се пробиени 17 километри од автопатот по Гостивар, со што се заобиколува преминот стража. Еден дел од автопатот од Кичево кон Охрид веќе беше пуштен во употреба, а по неколку години застој во градењето за време на власта на СДСМ и ДУИ, работите се интензивираа и според најавите на владата, автопатското поврзување помеѓу Кичево и Охрид треба комплетно да заврши до крајот на следната година. Завршувањето пак на автопатот Гостивар-Кичево е предвиден за до крајот на 2027 година. Од синоќа почнаа активно да снимаат камерите на улиците на Скопје од системот Safe City. Од синоќа веќе полицијата почна до возачите преку имейл или SMS порака да испраќа опомени за сторени прекршоци кои ги забележале камерите. Еден скопјанец испрати до нашата редакција таков записник коментирајќи: "Синоќа се враќав од Петровец и само што влегов дома во аеродром, на електронска пошта ми стигна записник дека сум сторил прекршок пред само 20 на минути. Беше точно наведено местото на влезот во Скопје, како и точното време кога сум возел со брзина од 63 км на час, на место каде е дозволено 50. Ни објасни аеродромецот, додавајќи дека уредно биле напишани сите податоци од возилото, која камера го сторила снимањето на прекршокот и кога сета таа апаратура била баждарена. Во документот стои дека возачот е казнет со 45 евра, но на целиот документ јасно е напишано со големи букви дека овој пат се работи за опомена. Ја пофалувам брзината и точноста на полициската активност. Браво за ова. Го поддржувам овој начин на воведување ред во сообраќајот и од денес многу повеќе ќе внимавам, ни напиша аеродромецот. Инаку системот Безбеден град, безбедна држава автоматски ги регистрира прекршоците во сообраќајот и веднаш ги санкционира прекршителите. Тест периодот, како што најави од МВР, ќе трае до нова година, а со почетокот на 2026 година почнува казнувањето. Во почетната фаза системот ќе регистрира пречекорена брзина, минување на црвено светло, возење без важечка сообраќајна дозвола и непрописно паркирање, и тоа не само во Скопје, за почеток и во Тетово и Куманово. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески е во посета на банката на Англија во Лондон. Во текот на посетата, како што соопштија денеска од Народната банка, гувернерот остварил повеќе средби со високи представници на банката, но и ги проверил златните резерви на Македонија. Славески го посети трезорот на банката на Англија, каде што Народната банка ги чува резервите во монетарно злато, заради подобро запознавање и увид во оперативните процедури за нивно чување и ракување, сигурносната заштита и можностите кои што оваа банка ги нуди за пристап до пазарот за злато во Лондон, како најголем светски пазар на овој благороден метал. Државниот пазарен инспекторат најави дека во пресред на празниците и очекуваниот зголемен број прослави ќе спроведува засилени инспекциски надзори во угостителските објекти. Целта е да се спречат нерегуларности во работењето и да се обезбеди заштита на гостите.
Од инспекторатот до угостителите апелираат да ги почитуваат законските одредби кои се однесуваат на нивното работење во делот на дозволениот број на гости и работното време. ДПИ ги повика и граѓаните секоја неправилност да ја пријават кај нив. Пензионери протестираат денеска пред Уставен суд во Скопје со цел да продолжи линеарното пресметување на пензиите. На собраните лица им порачаа на уставните суди да се запрашаат како ја водат работата и дека не е добар нивниот потек да се поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од законот со кој се регулира линеарното зголемување. Нашата борба е за сите идни пензионери, за корка лепи лекови. Не за џабе велат ситиот не му верува на гладниот. Нашиот глас допрва ќе биде чуен, истакна пензионерите. Инаку пензионерите минатата година и во март годинава имаа линеарно покачување на пензиите од по 2500 денари, а годинава во септември на картичка добија уште 1000 денари, додека во март следната година треба да има ново линеарно усогласување за 1000 денари. Пензионерите не сакаат ова да се укине. Рафинеријата во Панчево во сопственост на нафтената индустрија на Србија утре ќе престане со работа, ако до вечер нема позитивен одговор од САД, дека се подготвени да ја продолжат лиценцата за работа. Ова го најави председателот на Србија Александар Вучич. Ако не добиеме лиценца од САД, ќе мораме на други начини да обезбедиме нафта и нафтени деривати во следниот период, изјави Вучич. Речиси 2 месеци на сила се американските санкции врз НИС, што е во мнозинска сопственост на Русија. Унгарија се понуди на Србија да помогне околу снабдувањето со горива. Нов обид за постигнување на договор меѓу САД и Русија околу војната во Украина. Специјалниот пратеник на американскиот председател Доналд Трамп, Стив Витков, денес отпатува во Москва. Предвидено е тој утре да разговара со рускиот председател Владимир Путин. Според руски медиуми, Витков дал позитивна оценка за разговорите меѓу американската и украинската делегација одржани во неделата во Флорида. За сега е само најавено, но не и потврдено дека и зетот на Трамп ќе патува со Витков. Инаку Русија непрестано повторува дека за престанок на војните действија мора Украина да исполни неколку услови, меѓу кои е да се повлече од делот од територијата на Донбас кој се уште го контролира. Според нашите сознанија, вчерашните разговори меѓу американските и украинските представници посветени на мировниот план за Украина биле тешки, но продуктивни, изјави високата представничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас. Таа кажа дека неделава може да биде клучна за дипломатијата. Јасно е дека Русија не сака мир и затоа треба да ја доведеме Украина во што е можно посилна позиција, за да биде подготвена самата да се заложи за себе во овие многу тешки времиња, изјави Калас. Вечерва председателот на Украина Зеленски во Париз ке се сретне со францускиот Макрон. САД, кои моментално распоредуваат трупи покрај брегот на Венецуела, му понудија на председателот Николас Мадуро можност да оди во Русија или во некоја друга земја, изјави синоќа американскиот сенатор Марк Вейн Малин. Изјавата доаѓа во време на многу високи тензии меѓу САД и Венецуела. Мадуро го обвинува Вашингтон дека сака да го собори и да ги заплени огромните нафтени резерви на земјата. Трамп и Мадуро неодамна имале телефонски разговор за можна средба во САД, а веста синоќа ја потврди самиот председател Трамп, без да даде дополнителни објаснувања за содржината на разговорот. Најмалку 355 лица загинаа, а уште 400 луѓе се водат како исчезнати во најголемите поплави во историјата на Шри-Ланка. Спасувачките операции траат веќе 4 дена. Повеќе од 1 милион луѓе се евакуирани од областите погодени од поплавите, предизвикани од повеќедневните поройни дождови од циклонот Дитвах. Уништени се патишта, мостови, куќи и електрични водоводи, што е тежок удар за земјата која закрепнува од економската криза во 2022 година, што доведе до прогласување банкрот. Уапсени 11 лица во врска со катастрофалниот пожар во Хонг Конг, во кој загинаа најмалку 150 лица. Се уште се трага по исчезнати жители. Тамошните власти денес соопштија дека истрагата открила дека мрежата што ги покрива скелињата на зградите во реновирање не била во согласност со противпожарните стандарди.
Пожарот избувна во средата минатата недела и беше целосно изгаснат дури до петокот. Полицијата ја заврши претресната акција во 4 од вкупно 7 погодени згради. Ова е најсмртоносниот пожар во градот во последните повеќе од 75 години. Поради силна снежна бура и проблеми со софтверот на аеродромите низ САД, регистрирани се 1815 доцнења и 490 откажувања на летови. Најмногу доцнења и откажување на летови имало на аеродромите во Чикаго, Њујорк, Бостон, Минеаполис и Детройт. Авиокомпаниите исто така пријавија прекини во распоредот на летовите во текот на викендот, откако Федералната администрација за авиација им нареди на илјадници Airbus A320 низ целиот свет да го ажурираат својот софтвер.